Почитуван директор на МЕПСО, почитувани представници на компанијата, представници на изведувачот, надзорот и целиот стручен тим на МЕПСО. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Пред една година бевме токму на ова место од каде најавивме инвестиција на МЕПСО за изградба и модернизација на далеководот од Штип до Овчеполе. Денеска со менаџментот на МЕПСО повторно сме присутни да го пуштиме во употреба овој 17 километарски далековод. Изградбата на овој 110 киловолтен далековод е од огромно значење за стабилност со електрична енергија во регионот. Овде имаме многу нови компании кои имаат потреба од сигурна и стабилна енергија. Со ова испраќаме јасна порака до сите инвеститори, домашни и меѓународни, дека ја јакнеме преносната мрежа и создаваме погоден инфраструктурен амбиент за сите потенцијални инвеститори, што сакаат да ги искористат економските потенцијали на овој регион. Инвестициите во електропреносниот систем се од клучно значење за севкупниот економски развој на државата. Посебно, модернизацијата на електроенергетските постројки се неопходни заради стабилност на енергетскиот сектор севкупно во државата. Инвестициите во мрежата од ваков тип значат спроведување на стратешката цел на владата за транзиција на производството на електрична енергија од јаглен кон обновливи извори на енергија. Токму на овој далековод се приклучува ветерната електрична централа Богословец со инсталирана моќност од 36 мегавати. И ова е уште еден пример како во услови на енергетска, здравствена и светска криза преку подобрување на електропреносната инфраструктура ги подобруваме условите за водење на бизнис во нашата земја. Овој проект е дел од инвестицискиот циклус на МЕПСО во кој што се инвестираат околу 100 милиони денари, околу 100 милиони евра во модернизација на преносната мрежа на МЕПСО. Министерството за транспорт и врски како акционер во МЕПСО дава континуирана поддршка на сите инвестициони проекти и можам да ве уверам дека и денеска, но и во иднина таквата соработка и поддршка ќе продолжи. Почитуван министре, почитуван председателе, добродојдовте на свеченото пуштање во употреба на далеководот Штип Овчеполе. По една година на активностите на терен, денес се пушта нов далековод, целосно реконструиран, што ги поврзува двете трафостаници во Штип и во Овчеполе. Во изминативе 12 месеци полни со предизвици од секаков вид на постојната траса на актуелниот 110 киловолтен далековод, кој што е изграден пред 62 години, изградивме нов линиски електроенергетски објект. Од вкупно 71 столб заменети се 55 армирано-бетонски столбови со нови челично-решеткасти столбови и целосно е заменета старата опрема со нови проводници, заштитно јаже и изолатори. Што значи ова инвестирање за преносната мрежа на МЕПСО, за стопанството и за економијата воопшто? Од енергетски аспект значи зголемен капацитет и доверливост на преносната мрежа во источниот регион на државата и намалување на техничките загуби. А за жителите и стопанските субјекти во регионот на Штип и Свети Николе значи зголемена сигурност во снабдувањето со електрична енергија, намалување на ризиците од испади и можност за интеграција на планираните капацитети од електрична енергија од обновливите извори. Изградбата на 110 киловолтниот далековод со должина од 17,88 километри е капитален инфраструктурен проект тежок 1,4 милиони евра. Во него АД МЕПСО вложи сопствени средства и истиот е поддржан и од Европската банка за обнова и развој. Изведувач на работите за изградба на далеководот беше конзорциумот на компаниите Кодар Енергомонтажа и Електроисток изградни од Република Србија, а надзорот го вршеше домашната компанија Столб од Битола. Овој далековод е еден од капиталните проекти за ревитализација на преносната мрежа на АД МЕПСО, што опфаќа реконструкција и изградба на вкупно 6 110 киловолтни далеководи, од кои 2 се во целосно завршени и пуштени во работа, а другите се во тек. Со овој инвестициски циклус ќе бидат изградени над 130 километри далеководи и ќе се инвестираат над 15,7 милиони евра, дел од кредитната линија на ЕБОР и дел од сопствени средства на МЕПСО. Во продолжение даваме збор на министерот.
Dobar dan, poštovani ministre, poštovani direktore, ostale kolege dragi. Ja bih samo da dodam da se nadamo da smo opravdali očekivanja i Vlade Republike Makedonije i kompanije MEPSO na ovom projektu. Znači, i da se zahvalim na izuzetnoj saradnji kako od predstavnika kompanije MEPSO, nadzornog organa, a posebno bih naglasio sa saradnju sa lokalnom zajednicom. Nama je ovo drugi projekat koji radimo u ovoj regiji, urađen je pred 5-6 godina, već sada pušten kapitalni projekat od Štipa do makedonske granice, sada je ovo drugi projekat koji radimo u ovoj opštini i naši zaposleni se ovde osjećaju kao kod kuće. Nadam se da ćemo i na sledećim projektima uspeti da konkurišemo i da dobijemo još nekad projekata od ovih već najavljenih investicija i da ćemo nastaviti obostrano, nadam se, uspešnu saradnju. Hvala vam svima još jednom.